Неоделена седници, а земале пари. Се пробивале рокови за обуки на идни судии кои буџетот го чинеле над 2 милиони евра. Имало спорни прекувремени работни часови, а се добивали и пари по повеќе основи во ист период. Државниот завод за ревизија утврди низа неправилности во извештајот за работата на Академијата на судии и јавни обвинители за 2024 година, во кој даде мислење со резерва на усогласеноста на работата со законската регулатива. Ревизорите утврдиле дека членови на управниот одбор на Програмскиот совет добивале надоместоци и кога не присуствувале на седници, а дел од исплатите биле вршени и пред одржување на седниците. Само кај управниот одбор, според ревизијата, били исплатени околу 211.000 денари повеќе од законски предвиденото. За надомест на членовите на управниот одбор исплатени се вкупно 1.976.000 денари. Истите се извршени во целост, а не пропорционално од присуство на седници и при тоа во одредени месеци средствата се исплатени во тековен месец пред одржување на седница. Исто така утврдивме дека исплатени се средства и на членови кои воопшто не присуствувале на одржаните седници, зашто има ефект повеќе исплатени средства за оваа намена. Особено е нотирана и почетната обука на 8-та генерација идни судии и обвинители. Наместо да заврши во законскиот рок, таа траела 3 месеци повеќе, што довело до исплата на уште над 2 милиони денари за ментори и координатори, а дел од договорите со менторите биле склучени дури по завршување на периодот за кој се однесувале. Кај тројца вработени бил надминат законскиот лимит за прекувремени часови, а имало случај каде на исто лице му били исплаќани прекувремени часови и дневници за службени патувања во странство. Извршени се исплати на додаток на плата за прекувремена работа за вработено лице во денови кога му е изготвено решение за службено патување во странство и за истото му се исплатени дневници, како и за присуство на седница на управен одбор која се одржала во текот на полното работно време. Исто така нотирани се и спорни тендери, но и набавни стоки и услуги во вредност од над 400.000 денари без проведена постапка за јавна набавка. Ревизорите забележали и недоволна контрола врз картичките за гориво. Дел од нив се користели за приватни возила, а по усно укажување на Академијата ги користеле членови на комисијата. Но оваа состојба, појаснуваат, во текот на ревизијата била надмината. По препораки на ревизијата, Академијата се очекува да ги отстрани утврдените слабости.